Денеска во Свети Николе е председателот на ВМРО-ДПМН е господинот Христојан Мицковски, да му кажеме и презентираме што има сработено општина Свети Николе и јас како градоначалник во претходните 7-8 месеца. Значи имаме доста почнати и завршени проекти, а некои допрва ќе почнат да се реализираат. Значи да почнеме од тука каде што сме во градскиот парк. Значи направивме комплетно ново детско катче од собствени средства. Претходно немаше никакво, тоа беше руинирано и овде навечер има толку деца што има многу големо задоволство и од децата, но и од родителите. Како што ветивме во претходниот период, патеката покрај речното корито е конечно осветлена со нови содржини, нови клупи, канделабри. Ставени се тука буквите Свети Николе, кој што е многу интересно обележие и сите посетители, па и жители на Свети Николе се сликаат тука. Ставивме погоре чадори, кои што исто интересно за посетителите. Направивме мултифункционално спортско игралиште, каде што љубителите на спортот секојдневно се ги обавуваат своите спортски активности, а во моментот имаме и турнир во мал фудбал. Почнавме со асфалтирање на улиците, значи претходниот месец извршивме комплетна асфалтирање со тротоари во должина од 3,6 километри во потекот од Рудина до населба Белкамен. Во моментот привршува ставањето на вториот слој од 12 сантима асфалт со комплетно променета водоводна, канализациона мрежа, нови тротоари и улично осветлување, каде што има 3 улици, по место викано Лозов Расадник, 3 улици и 2 крака. Значи тој потек кој што беше место каде што има нови куќи, нови населби, немаше ништо претходно, ево за неколку месеца успеавме да го оживееме и да заличи стварно на урбано место за живење како што и доликува. Продолжуваме со крпењето на улиците. Значи крпењето на улиците не го правивме како претходно, сечеме дупки и ставаме асфалт, значи правиме цели потези, барем од 20 и 30 метри за да биде потрајно. Во текот на август месец ќе почне поставувањето на тротоари, односно бекатон во должина некаде спрема тендерот околу 2 милиони денари од сопствени средства. Очекуваме во првата половина на месец август да биде пуштена во употреба новата пожарна станица, која што е донација од Американската амбасада во висина од $460,000. Потегот во регионалниот пат Кнежи-Ѓузумелци, значи на територијата на општина Свети Николе од 1623 метра е комплетно завршено. Сега преостанува работата на територијата на општина Лозово. До крајот на август месец треба да биде завршен водоводот во село Орел. Завршена е канализацијата во село Пеширово. После илинденските празници преминуваме кон секундарно, односно поврзување на домаќинствата на канализационата мрежа. Балон салата во село Ерджилија треба да заврши до 15 октомври. Очекуваме од месец септември да почнеме со реализација на проектите патишта во село Горовинци, село Црнилиште и оние улици во Свети Николе каде што се уште има коцки, да направиме нормално асфалтирање. Очекуваме да почнеме и со проектите околу новиот парк од септември-октомври месец, чија реализација треба да биде до крајот на наредното лето со памтрак, со моторички вештини, ново детско катче, ново баскет игралиште и така натаму, кој што мислам дека Свети Николчани ќе бидат посебно горди. И за наредната година најавуваме дека во секое село, посебно во Ерджилија, Забегово, Пеширово, значи ќе има поасфалтирање барем на една улица. Заборавив да кажам дека е пуштен тендерот кој што треба да заврши во
наредните неколку дена за канализација втора фаза во село Мустафино во купен износ од 6,8 милиони денари, од кои што се половина од животна средина, половина од општина Свети Николе и така натаму и така натаму. Се на се можеме да кажеме дека не престои период на работа и само работа, која што нормално може да ме извинат нашите сограѓани. За 7-8 месеци работиме толку колку што работиме. Да најавам дека некаде за 2,5, максимум до 3 години целата програма која што беше ветена пред граѓаните во предизборниот период ќе биде комплетно реализирана. Благодарам.